od moj jagol. Mislim, znači postojam. Во низата на деновите што се нижат секојдневно, во многуте чудно и испреплетени информации од различни сфери, се почесто се вплеткува само неверството без некоја посебна надеж дека работите утре ќе се сменат на подобро и видикот ќе се прочисти и осветли. Постојано сме некои сведоци на лавина секакви точни и неточни информации, пласирани сестрано од медиумите кои наликуваат на пчелини јата, кои одамна не носат мед со себе и во себе. Безидејноста просто наидува, се вметнува и чудно но вистините останува обзема и тивко но сигурно води во постојниот животен круг и кон учество во тугите животи, кои кој знае зошто се токму сега тука и такви какви што се. Денот почнува со гласно будење и теми поврзани со спиење, соништа и политика, кои носат воглавном нејасни чувства, немир, чудна вознемиреност. Кажан онака за себе, одамна не се појавила некоја искрена, ведра насмевка и смирено чувство длабоко во душата, во себе. Читајки, слушајки, гледајки утрински емисии, вести, не се прави некоја посебна разлика помеѓу нештата понудени од една и дадените од друга страна. Гостувањата на овој и оние, патувањата на обуки низ светот, ветувањата дека утре со мене и нас се ќе биде нај. И повторно сме на стартот или почетокот, како ви се милува. И некако се е летво место и се чека победничкиот факел да се дигне од пепелта и да почне одбројувањето за посветло утре, во кое младите нема да се селуваат така многу, платите ќе бидат повисоки, нема да има некои посебни поскапувања, а животниот мед ќе затропа на секаде. Која иронија! Па да не се лажеме, никога сите не биле исто, ниту ќе бидат. Имало, има и ќе има, и имотни и сиромашни, и вистински и лажни богаташи, и така тоа траело, трае и врви по својата патека без ничија дозвола. Еден пишува непроверена, или ако милувате модерно лажна вест. Половина медиуми ја преземаат и пласираат истата, и тоа тече, се гледа, се чита, се слуша. Некој се навредува, повредува, намерно или ненамерно, по некој ден веќе и не е важно. Отишло и дошло нешто ново, позабавно за едните, а несогледливо болно за другите, обележаните. И тоа продолжува во недоглед. Доаѓа болката, прашањето како е тоа можно и одговорот. Се е овде дозволено и доаѓа стресот, нервозата со отапени чувства, и се губи сјајот во очите и солзата во погледот на другите. Се станува внатрешно незадоволен од себе и другите кои се божем виновни за се што се случува. Се губат до вчерашните истомисленици и се множат збунетите и преобразените преку ноќ, што би се рекло. И животот продолжува да се препелка и да тече по некој свој редослед, во кој ние сме само фигури или кукли на конци, марионети кои ги придвижуваат каде што е потребно. Светот повеќе не се смее на покажан туѓ прст нагоре, како порано. Чувството на страв и несигурност носи разочарување, кое веќе доаѓа до свеста, ја подкопува, па така престанува да се чувствува мирисот и вкусот на порано пиеното со сласт утринско кафе и вкусот на свежиот падобранец што се топи во устата. И се од почеток.
od moj jagol. Mislim znači postojam.